чекам само со ова, не можам да се смирам. Бегаш само како мислиш да те стигнам. Baby, не сум тука да си играм. Арогана, али тоа е окей. Се прави важна уште од првиот ден. Вајбот на реплей. Се молам ова да е вистина, да не е фейк. Фейк како мелодија. Низ град со ки. Објасни ми го твојот личен и професионален пат во 3 збора. Предизвикувачки, константен и возбудлив. Добро. Ти си ќерка на Тања Кукев. Не можам да го поминам интервјуто без да ја споменам, бидејќи таа има едно од најпрепознатливите модни куќи во Македонија. Како растење во таа средина некако ти помогна на овој пат што си сега? Навистина беше привилегија да се расте во една таква средина каде што ја гледав модата позади завесите. И за секогаш ќе бидам благодарна што има отворено патот за јас сега да сум тука и ова да го правам. Но тоа се повеќе ме мотивира да направам уште повеќе што ја направила, не само за мене, туку и за неа. Кој е некој највреден совет кој ти го има дадена Тања Кукев како мајка, но исто така и како ментор? Како мајка дефинитивно би го изволила тоа на еден баланс во себе во животот. Тоа толку многу го споменувам и секојдневно, што веќе во друштво има цел време се шегуваат со мене дека се си барам оправдание со тој баланс. Како ментор би изволила тоа да се да биде најквалитетно, нема никаква импровизација во моето отворање, нема никаква импровизација во моите парачења. Односно, нејзиниот перфекционизам ми има направено да пазам до секоја последна деталче, секоја последно конче. Кажи ми, овие дизајни што се тука имаш помогнато, имаш дизајнирано ти? Се дизајнираме заедно, нешто и посебно, нешто јас ќе направам, нешто она, меѓутоа скоро во се има заеднички печат. Дали засекаваш на твоите први почетоци и кој е некој прв сериозен проект кој што го имаш направено ти? Ако е еден почеток, не знам дали би можела да одвојам, меѓутоа како главен мојот професионален живот би рекла отворањето на токму оваа продавница, бидејќи е таа што ја само ја водам. Но ако почеток би го извела и првата моја скица на 4 години, што дури днешпол ми има пофалено. Мојата самостојна ревија прва во склоп на Fashion Killers, како и првото стилизирање. Браво, со кој беше првото стилизирање? Со Young Daddy и Луна Вејков. Супер. Како е да соработуваш со некои такви млади артисти што сепак ги гледаме, ги следиме сите, и како мислиш дека може да се вклопи нивниот автентичен печат и стил во твоето стилизирање? Види, навистина ми е драго што работам токму баш со млади артисти. Мило ми е што препознава дека им е потребно стилизирање, професионално мислење, бидејќи постариви некако забораваат на визуелниот момент. Во однос на автентичност и мојот личен печат никогаш не дошло до дилема дали ќе биде потенцирана нивната автентичност или мојот личен печат. Секогаш тоа било заеднички работено и смислувано, што точно се гледало и неговата автентичност, а и мојот личен печат. Кажи ни малце за тоа околу како почна да соработуваш со Дади. Јас еден ден буквално станав и реков, јас пробувам да бидам стилист. Што правам прво? Ќе му пишам на Young Daddy. Му пишав, бидејќи имавме претходно работено на мојата ревија. Му понудив, беше презадоволен, баш беше и он отворен за нова соработка во однос на стилизирање. И баш и тогаш се погоди да биде неговиот спот со Луна Вејков. Некој се поклопи и од тогаш си работиме и сум бајца. Супер. Со Луна, ако не грешам, сте другарки подолго време? Да, од детство. Супер, баш убаво. Многу е убаво кога работиш со другарки. Како ја гледаш македонската модна сцена? Кои се некои квалитети и мани? Види, имаме многу талентирани дизајнери, многу добри дизајнери со личен автентичен стил, со изграден личен подпис. Меѓутоа, сите работиме индивидуално. Тоа не можам да ги кривам дизајнерите ради тоа што работиме индивидуално, меѓутоа нема многу голема подршка кон нив. Сметам дека кога сите заедно малку почнеме во некоја заедница да работиме, дека тоа се би било, би можело да направиме да изградиме една македонска сцена на модата. Секако сцена класична не би рекла дека имаме, меѓутоа со таа една заедница што ја предлагам, мислам дека би можеле да има голем успех не само на локално, туку и пошироко. Дали некогаш би работела во странство, сега дека спомна пошироко? Секако би работела, меѓутоа секогаш седиштето би било овде. Кажи ми, колку долго постои Кукев брендот?
Кукев е веќе 20 години од 1 јануари. Јас сум растена заедно со Кукев, затоа ќе ми биде особено драго да помагам во однос на организирањето на следна година. Во однос на 20 години Кукев, следна година планираме многу да се посветиме, бидејќи сепак 20 години овој пазар не е лесно да се опстои. Планираме многу настани и мислам дека на сите би се допаднале тие. Дали би можела да извоиш кои се твоите модни икони, значи fashion icons, како дизајнери, како јавни личности тука или надвор, модни критичари, дали тие те инспирираат во твојата работа? Искрено, модна инспирација не црпам многу од брендови, од модни икони. Црпам навеќе 20-тиот век, бидејќи 20-тиот век е еден век каде што секоја декада има своја разновидност, секоја се гледа дека е автентична сама за себе, за разлика од тоа денес што го немаме. Денес имаме една униформираност, каде што сите изгледаме исто, сите се облакаме исто. Имаме микротрендови, така да што ја не сум голем љубител на тоа. Годинава најголема инспирација ми беше Охрид. Сите си го сакаме Охрид, сите знаеме дека ни е тука, меѓутоа мислам дека малку површно го гледаме, ние имаме дадено почита што треба да дадеме, така што во секоја кјоша на Охрид има своја приказна, токму тие приказни ги пренесовме на дизајните на нашите марами. Браво, ова не го очекував. Кажи ми што конкретно можеби некоја слика, некоја место од Охрид те инспирираше? Би го издвоила Сарајешта, бидејќи кога и да поминам таму, толку некако има некоја убава атмосфера, секогаш има некои дечиња кои што трчаат, кајчињата некако се толку сценски наместени, а случајно оставени така. Така да мислам дека тоа ми е омилено. За чудо најпродавано марамите. Живееме во време каде што цело време имаме, како што спомнати, микротрендови кои константно се менуваат, каде што социјалните мрежи доминираат и каде што цело време и тие се менуваат. Кажи ми, како успеваш низ сето ова да останеш автентична и како ова ја минува твојата работа? Види, на мене лично не мислам дека премногу ми влијае. Социјалните медии не мислам дека имаат некое огромно влијание во однос на трендовите. Сепак сум растена во модата и малку пообјективно ја гледам и покритички. Но стварно наши нови генерации, младите, мислам дека тоа е главното влијание врз нивниот стил, затоа е толку униформирано изгледаме си. Исто го каже и Сергеј Варушлија, сега ќе те прашам за тоа. Јас претходната година снимав епизода со него и тој мене ми кажа дека ние сите личиме исто. Значи дека сите се облакаме исто, никој нема некој свој автентичен стил, така да кажеш слободно ако имаш некој додатно мислење за тоа. Види, со Сергеј не се слагам само со ова, туку и со многу други работи што ги има изјавено. Он е единствен моден критичар во Македонија. За жал треба да има многу повеќе. Тоа јас го кажав, тоа информираноста, мислам дека треба да има еден стоп. Например, кога ќе се навратам на некои разговори со мајка ми во 90-тите, они имале панкери, шминкери, романтичари. И сите тоа ми прави да имам носталгија за на време што не сум ни го живеела. Навистина се надам дека ќе почнеме малку похрабро да се облакаме, повеќе да си го истакнуваме нашиот карактер преку обликата. Ама тоа треба да оставиме да видиме со време. Така. Тука сме во овој голем и прекрасен твој салон. Се гледа дека имаш љубов кон модата. Кажи ми, дали имаш некој план во иднина? Дали со мајка ти ќе продолжиш да работиш? Дали можеби ќе одиш во странство нешто свое во тој стил? Никогаш нема прекинам со мајка ми заедно да работам, бидејќи сепак у нас е ова го има основано. Секако имаме некои различности, меѓутоа секогаш наоѓаме едно заедничко. Секако имам некои пореални, некои понереални планови. Еден од пореалните можам да кажам дека сакаме да го прошириме кога во Белград, тоа е следниот чекор. Кога не можам да ветам уште сега, меѓутоа тоа е дефинитивно следниот чекор. Кажи ми малце околу твоите средношколски денови, бидејќи ја и ти се знаеме од скоро време, не се знаеме од тогаш. Кажи ми како тој период некако те обликуваше тебе и дали уште тогаш работеше со Кукев и дали уште тогаш дизајнираше и стилизираше? Стилизирањето ми е нова љубов, тоа ми е оваа година, меѓутоа модниот дизајн секогаш ми бил во мене, секогаш сум знаела дека сакам да бидам моден дизајнер и тоа да студирам. Меѓутоа не сум се посветувала на тој начин како што и сега. Сега сум веќе секој ден ситам на работа, секој ден правам нешто. Средношколскиот живот ми има повеќе научено да се изградам како личност, повеќе да си го обликувам карактерот, него што бев толку фокусирана на модата. Меѓутоа сепак цело време сум поцрнувала нешто, сум работела со мајка ми на некои колекции, сум давала идеи, така што сум била присутна.
Која е твојата порака за младите кои сакаат да успеат во оваа индустрија во која што ти работиш? Во оваа модна индустрија, малце е тешко искрено, стварно не ќе да ги обесхрабам, меѓутоа да бидат спремни на многу индивидуална работа, многу фокус, многу сати проведени во ателје со клиенти. Исто така и многу голем бизнис кој што не се приметува на површината на мојата, бидејќи сите го романтизираме тоа дека ние си црткаме и си шиеме само. Меѓутоа дисциплината дефинитивно тоа е најбитно. Ти си имала привилегија, да кажеме, да бидеш родена во оваа индустрија. Значи, мајката е дизајнерка, ти си се заљубила во тоа. Тоа е се прекрасно. Дали мислиш дека тие млади кои немаат исти можности како тебе би можеле да успеат сепак? Да, бидејќи мајка ми е чист пример за тоа, она го има направено од нула нештото. Меѓутоа, многу е тежок патот. Јас стварно сум и благодарна што она мене ми го отворено патот. Меѓутоа, е многу тешко, за тоа пак ја кажам, потребна е надворешна подршка многу. Океј, раскажи ми малце повеќе околу накитот, бидејќи слушаме за облака, ама не знаеме за накит. Да, оваа година почнавме со накитот. Ова е колаборација со Филеви, која што сакавме подолго време да направиме, кој што реков, нели Охрид годинава ми е најголема инспирација. Така ја добив идејата и за бисерите. Филеви се една фамилија која што веќе има традиција од 100 години. Они се единствените покрај уште една фамилија која што знаат како на вистински се прават овие бисери. Бисерите се изработуваат од кргушките на рибата, што се наоѓа во Охридско езеро, таа е немски вид. Така што навистина ми е драго што се направи една ваква колаборација помеѓу два македонски брендови. Кажи ми прво кои се некои од твоите парчиња и кои на мајка ти кои заедно спомни некој било кој издвои го? Генерално се работиме заедно, меѓутоа нејзините се малку посериозни, повеќе за повозрасната публика. Супер, баш убаво. Ајде се прошитаме. Ми спомна позаистина нешто за ова парче тука. Да, ова парче конкретно е единственото за кое што се каравме во отворењето на колекцијата. Јас мислев дека ќе биде со друг материјал, јас се успеав еден ден за на работа и баш тој ден она си презела свој раце да го смени материјалот. Затоа имавме мала кавга, не баш мала, ама беше кавга. Така што мислам дека тоа на крај искочи супер. Супер, мислам, нормално е кога се работуваш со некој толку долго, која ти е мајка посебно, да се караш и јас исто со мајка го правам. Природно во процесот. Така е, кажи ми, како ги правиш, дали имаш скици, уште ги чуваш? Мислам дека генерално скици да правам, меѓутоа за некои работи не ни треба скица да им покажам на нашиот тим. Они точно знаат што сакам, само да им го објаснам нештото. Например, овој фустан го одбравме само материјалот, им го објаснив и точно знаат што треба да направат. Ова генерално се работиме со мајка ми заедно, само што едната има повеќе влијание и поголем удел во парчето него другата. Ова беше заедничко, она го даја материјалот, јас го направив дизајнот и многу убаво искочи и сепак мислам дека иако може би личи за помладата генерација, може да го износи и повозрасната. Ова парче ми е инспирирано освари од Тамара Котевска, она носеше на една премиера на Биенале. И направивме парче инспирирано од тој фустан кој што го изработивме само за неа. Генерално секој се има своја приказна, се не навлегувам во секоја. Работиме само со природни материјали, тоа не е најбитно, освен во случај нели каде што не постои таков материјал од природен состав. Така што тоа не е едно најбитното и секако квалитетот. Супер. Кажи ми сега да треба пример да ме облачаш минаво, што би ме облакла? Мислам да оставиме тоа за следна епизода, да видат самите. Добро, договорено. Ќе видите во следна епизода.